Зоран Заев денеска состанок одржа интервентната акцијска група за координација на информациите и активностите за итни мерки во борба против загадувањето на воздухот, составена од представници на кабинетот на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, Министерството за животна средина и градот Скопје. Интервентната акцијска група разговараше за итните мерки и активности кои произлегуваат од одлуката на 40-та седница на владата, како и од уредбата за намалување на граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции, која е донесена на 42-та седница на владата и која стапува на сила денеска. Оваа уредба денеска е објавена во службен везник и стапува на сила. Согласно со оваа уредба, од денеска, доколку среднодневната концентрација на ПМ10 частичките е над прагот во текот на 2, повторувам, 2, наместо досегашните 5 дена, е над 200 мг на метар кубен и доколку праговите се измерени на најмалку 2 мерни станици во градот Скопје, односно 50% од бројот на поставени станици во било кое населено место, стапуваат на сила следниве мерки. Министерството за животна средина и Министерството за здравство се должни да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со хронична астма, лицата со прележан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста. Треба да го реорганизираат работното време за лицата кои работат на отворено и ова работно време да биде помеѓу 11 часот и 17 часот. Треба да ја спроведат забраната за одржување на спортски надпревари и други манифестации на отворено, да обезбедат услови за зголемени активности и работа на службата за брза помош, домашна посета и патронажната служба. Единиците на локална самоуправа се должни да ги спроведат намалување на цената на билетот на градскиот превоз во периодот на неповолните климатски услови, што би било потик за граѓаните за користење на јавниот превоз. Треба исто така да обезбедат и бесплатен јавен превоз. Зголемена фреквенција да се обезбеди на автобусите на ЈСП на сите дестинации. Дневно чистење на улиците и пешачките површини. Да ги зголемат инспекцијските контроли на градилиштата, кај ракувачите со отпадни масла и сервисите кои работат со промена на овие масла. Обуките на автошколите се реализираат во одредени временски периоди. Издавање, треба да издаваат одобренија за дотур на роба во сообраќајни зони во градот Скопје со важно до 7 часот и 30 минути наутро. Градежните компании имаат обврска да користат вода за намалување на прашината при градежните активности, прскање, миење гуми пред влез и излез од градилиште. Имаат обврска градежните машини, багери, булдожери, вилјушкари да ги пренесуваат до градилиштата до 7:30 наутро. Државниот инспекторат за животна средина треба да воведе зачестена контрола на инсталациите кои поседуваат дозвола, односно се работи за големите индустријски објекти, како и без дозвола, ова се малите индустријски капацитети. Големите индустријски капацитети исто така ќе добијат препорака од Министерството за животна средина да го намалат производството за 50%. Министерството за внатрешни работи ќе треба да ја активира и да ја спроведе одлуката на веќе воведениот сообраќајен режим за тешки товарни возила, чија крајна дестинација не е Скопје и ова ќе треба да се користи исклучиво обиколницата околу Скопје. Владата на Република Македонија ќе ги задолжи сите органи на државната управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните предпријатија и акционерските друштва во државна собственост да ја ограничат употребата на службените возила на 50%. Ова исто ќе им биде препорачано и на сите единици на локална самоуправа. Исто така, владата на Република Македонија ќе треба да обезбеди ограничување на работите на објектите каде што се гради. Владата, ова е дополнително надвор од мерките кои што ги прочитав до сега, кои стапуваат на сила 2 дена доколку се измерат овие вредности. Владата дополнително ја разгледува можноста за интервентна набавка на опрема за лична заштита од загадениот воздух, маски со филтри за прочистување, како и за набавка на прочистувачи за воздух за сите училишта, здравствени центри и градинките во Македонија. Повелете доколку имате прашања. Мерката е донесена денеска, меѓутоа кога ќе стапи во сила со оглед дека... Мерката е стапена во сила денеска, објавена во службен весник. Денеска е стапена во сила. Намалени се деновите. Значи се работи за 2 дена. Доколку 2 дена, почнувајќи од денеска, да бидеме прецизни само, Сега во моментот на неколку места во Скопје
прагот над 200 мг. Значи, јасно, да сме најасно. Одлуката од службен весник е објавена денеска. Значи, од денеска е стапена на сила. Ние на влада ја донесовме на 42-та седница и со оваа одлука, доколку во текот на 2 дена е над 200 милиграми на метар кубен, овие мерки што ги прочитав влегуваат во сила. Значи следните 2 дена треба да бидат за да стапат на сила, така? 2 дена последователни единиците да бидат над 200. Овие мерки што ги прочитав влегуваат во сила. Мерката е објавена во денешниот службен вестник, можете да го видите. А слични Значи, тоа е според закон предвидено. Оваа мерка е усогласена со постојните законски решенија. Во моментов, мерните станици во Газибаб и во Кисела вода, погледнете ги, ќе видите дека е тоа. слични беа мерките и претходно кои беа донесени Никогаш во оваа не биле насока. имплементирани вакви мерки. И оваа уредба никогаш не била со овие денови. Добро, Претходно бројот на денови било 5 дена, за да ве информираат вас медиумите, а 10 дена требало да бидат за да се имплементираат овие мерки. Никогаш не биле имплементирани овие мерки што ги прочитав. Сега имаме 2 дена последователни да бидеме над 200. Овие мерки прочитав сега сите овие институции имаат обврска да ги исполнат. Споменавте една од мерките е дополнителна заштитни маски со филтер. Тоа е Не, тоа не е мерка, тоа е нешто кое што го разгледува владата во моментов како да направи интервентна набавка и ова ќе биде разгледано на наредната владина седница во вторник. Ова не е дел од мерките. тоа за сите граѓани ќе биде бесплатни маски. Значи не би навлегувал во детали, меѓутоа ги набројавме сите училишта, сите здравствени установи и детските градинки. најавуваат и засилени инспекцијски контроли. Веќе знаеме дека и двосменско работење на инспекторите, комуналните инспектори воведе меѓу општините без општина аеродром. Што најмногу пријавуваат граѓаните? Каде се лоцирани тие проблеми, практично кажано, што до сега најмногу имаат пријавено, тоа од скора сме наредни. Значи ќе направиме увид и анализа во се што пријавуваат граѓаните и ќе информираме дополнително целата јавност каде што и се случува. Ова се мерки интервентни и итни со цел да го спречиме ова што се случува се.